Блокираниот избор на вице-гувернери во Народна банка е скандал кој отвора сериозни прашања за состојбите на институцијата и работењето на гувернерот Трајко Славески, обвинуваат од СДСМ, откако веќе 3 месеци Народната банка го пробива законскиот рок за назначување на двајца нови вице-гувернери. Партијата, покрај легитимноста на одлуките на НБРМ, која нема комплетен совет во моментов, во прашање ја доведува и компетентноста на гувернерот Славески и бараат титна истрага за причините на неговите постапки, за да не се доведува, како што велат, во прашање финансиската стабилност на државата. Трајко Славевски има директна одговорност за оваа состојба. Ова не е прв пат Славески да носи политики на штета на граѓаните. Да подсетиме. Славески беше против зголемување на минималната плата, директно спротивставувајќи се на интересите на работниците. Како председавач на Советот на град Скопје, во изминатите 4 години беше дел од хаосот на главниот град. Нефункционалност, застој на проекти и целосен институционален распад. Истиот тој човек, почитувани, денес управува со Народната банка. Дали ова доцнење е резултат на неспособност или на свесно партиско калкулирање? Народна банка е место за професионалци, а не за партиски кадри на Славески. Од собранието засега не откриваат кои се предлозите за нови вице-гувернери кои Народна банка ги испратила до законодавниот дом минатата недела, истиот ден кога Канал 5 објави дека вице-гувернерките Емилија Нацевска и Ана Митреска останале на позициите со истечен мандат уште во октомври. Предложените вице-гувернери ќе се најдат пред пратениците директно на пленарна седница, што се очекува на почетокот од април, без претходно за истите да се расправа на комисиска седница, информираат собраниски извори. Иако јавниот оглас за избор на нови вице-гувернери бил навреме објавен на почетокот на јули лани, веднаш по доаѓањето на Славески на функцијата, останува непознато зошто гувернерот не го направил изборот во предвидениот рок од 45 дена, со што се поставува прашањето дали највисокото тело на Народната банка веќе 3 месеци носи нелегитимни и нелегални одлуки за монетарната политика. Од Народна банка пак тврдат предлозите за вице-гувернери ги доставиле до собранието по завршување на јавниот повик и во согласност со законските процедури. Во оваа фаза постапката за избор е во надлежност на собранието. Категорично ги отфрламе тврдењата дека се кочи изборот на вице-гувернери или дека функционирањето на Народната банка е доведено во прашање, наведуваат во денешното соопштение.